Македонија. Како се чувствувате и што вечера представувате? Вечер имаме четврта вечер на македонскиот афоризам. Да. Третата беше лани, го гледавме билтенот од ланската вечер, најверојатно тоа ве збуни за да кажете трета вечер, инаку ова е четврта вечер. Значи, традиционално на ова вечер се собираме ние творците на афоризми од Македонија, најдобрите, бидејќи ова е репрезентација на Македонија во афоризми, и читаме афоризми за публиката. Составен дел на оваа манифестација од лани е и конкурсот кој го распишуваме на одредена тема и доделуваме 3 награди. Годинава темата беше МКПДија или нешто поврзано со Македонија. Иако бевме договорени да доделиме 3 награди, жири комисијата одлучи да додели 5 награди. Значи, прва, втора и трета награди и 2 специјални награди. Прво награден е Миле Ѓурѓиевски од Делчево, второ награден е Васил Толески од Скопје, трето награден Маријан Ангеловски од Скопје. Специјални награди добија Ристо Филчевски од Струмица и Јане Атанасов од Кочани. Освен на овие 2 дела, за прв пат годинава имаме доделување на плакети за одредени институции и личности кои допринеле за развој на македонскиот афоризам или за афирмација на македонскиот афоризам и сатира. Има повеќе, да не ги набројувам сега кои се тие, во текот на одвивањето на манифестацијата ќе чуеме кои се тие. Инаку, нашето здружение, Здруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија, по втор пат е организатор на оваа манифестација. Претходно беше општина Кочани, сега традиционално го презедовме ние тоа, лани бевме прв пат, ова година прв пат, и се надеваме дека година ќе бидеме исто така добри организатори. Така, има ли интерес од младите луѓе да пишуваат афоризми? Ние, еве, добро прашање, мината година покрај оваа манифестација ние имаме и други манифестации. Правиме промоции на книги, разни средби и така натаму. Лани за прв пат направивме и имавме школски час по афоризам. Во едно училиште во Кочани одржавме час по афоризам. Тоа е еден од начините да ги поттикнеме младите луѓе да создаваат. Засега не можеме да се пофалиме дека имаме многу интерес, меѓутоа се надеваме дека во догледно време ќе излезе од нашиот терен овде и некој нов афористич. Така, ајде кратко еден афоризам кој најомилен. Да слушнеме. Па моите сите се омилени, сега не знам кој да изберам. Ево, овој неодамно ми кажаа дека одам на телевизија сите, ја не го имам видено. Пишување одамна, ама секој е актуелен. Откако ги промовиравме во Господа, многумина заборавија дека бевме другари. Благодарам и јас и се надевам дека ќе бидете задоволни од ова што ќе го презентираме вечер. Благодарам. Па, овај под темата навистина беше широко појасна, така да се израза. МК-педија, македонска Википедија, како што нагласи председателот на жирито сатиричар Витомир Долински, тема која јас доста ја обработувам во моите афоризми, тема која во новата книга Добро утро Македонија ја обработувам, која треба да излезе за кратко време, така да ми легнаа работите. Добро, што ново можеме да очекуваме од вас? Многу афоризми, многу карикатури, многу слични работи, што ново можеме да очекуваме во 2016? Па 2016 продолжуваме со истото темпо како 2015. 2015 некаде издадовме 17 книги. Годинава нема да имаме толкова обемна продукција, но еве веќе вечерва тука книга на годината е прогласена Балканска трансверзала, во која се застапени 5 од најдобрите балкански афористичари. Ова е второ, дополнително издание и отприлика ова година повеќе ќе одиме на антологии. Тука ќе видат прв пат во светот се издава илустрирана антологија на еротски афоризми Будење на петелот. Тоа го спремаме за фестивалот во Плевља. Потоа петото издание исто на мојата, дополнително издание на мојата книга Еротски афоризми 3 пати на ден и неколку алманаси со познати балкански сатиричари. Можеме да издвоиме твој афоризам, вие што би го издвоиле? Кратко на гледачите. Па не знам што да кажам. Например, еве би рекол јавачите на апокалипсата биле хумани луѓе, за разлика од нашите водачи, јаваат само на коњи. Како младите ги прифаќаат афоризмите?
Па младите доста добро ги прифаќаат афоризмите, нарочито оние еротските афоризми. Мене не ми е јасно. Обично јас очекував дека еротските афоризми по старата публика ќе ги прифатит, бидејќи на пример една книга еротски афоризми е 100 денари, многу поевтино од било кое еротско помагало, а зашто младите еротскиот афоризам го прифаќаат, не знам. Што мислите што се крие за тоа? Па не се крие ништо, во еротскиот афоризам се излезено на виделина, така да нема што да се сокрие. Еве еден стар афоризам кој се од домачи, микс меѓу еротика и политика. Не сум ни за антички македонци, ни за стари словени, јас сум за нешто помладо. Благодарам. Мало.